Здруженијето на пензионери на Кочани денеска го одржа 8-то редовно годишно собрание, на кое покрај другите точки беше усвоен извештајот за работа во претходната година и финансискиот извештај. Претседателот на Здруженијето на пензионери на Кочани, Ѓорги Серафимов, информираше дека започнуваат и подготовките за изборен процес на Здруженијето на пензионери од Кочани и дека до 15 март треба да се изберат нови делегати од 15 основни организации на Кочанското пензионерско здружение. Према броја на пензионери ние имаме едно од најголемите собранија на здружение во Македонија. Наше са имаме 15 огранука, секој огранок бира по тројца делегати, а собранието го сочинува 45 делегати. До 15 до средината на март треба у основа во базата во огранаци да се одржат тие избори, за да можеме у народниот оддел да организираме ново изборно собрание со верифицирање на мандатите, со формирање на кандидациона комисија. Од тај состав на новите делегати треба да се предложи нов извршен одбор, нова статутарна комисија, нов надзорен одбор. Денеска покрај тоа разгледуваме го и извештајот за работа на Здруженијето во миналата година и потврдуваме завршна сметка. А на изборното собрание, у работниот дел на собранието, ќе имаме програма за работа во 2023 и финансова програма за работа во 2023. Со тоа што изврши овај одбор, тоа е фактички, да не речам наједноставен, влада на Здруженијето, ќе биде избран на тоа изборно собрание и денеска на ова седница на собрание ќе се донесе измени и допуна. Ние ќе се избереме на констативната седница и редно стален постојан председател на собранието. Он ќе биде исклучиво волонтер, нема да има никакви бенефиции, него ќе биде човек што ќе биде, ако е веќе ангажиран 4 години да работи за прашањата од областа на важноста за работата на Здруженијето и на собранието, ќе биде поцеловита и организирана работа. На 8-то редовно годишно собрание присуствуваат делегати, членови на Здруженијето на пензионери на Кочани и градоначалникот на општина Кочани Љупче Папазов. Од делегатите беа прифатени и други одлуки кои што беа предвидени со дневниот ред, меѓу кои програмата за работа за оваа календарска година.